Листата за подобро Тетово ги критикува напорите на владеачките партии за измена на изборниот законник, бидејќи како што велат се настојува целосно да се елиминира невладиниот фактор. Ky propozim ligj tentohet të miratohet me procedurë të shkurtuar, pa debat publik, pa transparencë, edhe pse u anulua vetëm para një muaji nga gjykata kushtetuese, kurse tani rikthehet në version ende më të rëndë. Ndryshimet e reja janë përpjekje për të fshirë zërat e pavarur nga harta politike. Премиерот Мицкоски изјави дека измените на изборниот законник бараат политички консензус, додека според него таков консензус постои. Додава дека незадоволството на невладините организации не може да го спречи. Во Германија, за да се влезе во Бундестагот треба 5%. Сега во други држави 3-4 повеќе проценти, негде 5%. Сега видете, може да се појави некој што не е задоволен се. Ние не можеме, демократијата е таква да не можеме ние да забраниме задоволство или незадоволство. Ги прифаќаме тие пораки, ги анализираме и носиме најдобри решенија кои што одговараат на потребите на граѓаните, а не на поединци или на поедини невладени. Според предложените измени, независните кандидати ќе може да се кандидираат на избори со 900 потписи, додека кандидатите на политичките партии треба да соберат 1000 потписи. Во текстот се наведува дека предложените измени имаат за цел да го подобрат изборниот процес и да го гарантираат правото на слободно, еднакво и демократско гласање врз основа на препораките на ОДХР. Предходно и граѓанските здруженија реагираа дека изборниот законник се користи како оружје против независните.